денес со огромна чест пред месец и половина некако се консолидиравме заеднички со Бранка, па еве го дојде моментот кога вистински можеме да во овој месец ноември, кога имаме и кампања и поттикнување можеби за тема аутизам, денес да реализираме пред објективот на Телма, односно пред вас, и вистина ќе кажеме во свет во кој што денеска се трча премногу бргу, постојат секој пат ќе кажеме нитивки херои. Родители, деца, наставници, експерти кои што секојдневно го менуваат светот чекор по чекор во боите на разбирањето, љубовта и прифаќањето. Оно што како податок почитуваната Бранка Џајкова ми го сподели, вели аутизмот денес е најбрзо растечко развојно нарушување во светот. Секоја бројка зад оваа реалност носи приказна, лице, поглед, свет полн со уникатни начини на чувствување и изразување. Инаку вели кај нас не постојат конкретни податоци, таа денеска повторно ќе сподели за истото, бидејќи не се собираат за жал, но во светот податоците покажуваат дека 3% од сите новородени деца се деца за жал со нарушување на спектарот со аутизам, што би значило дека само во месец октомври во Македонија се имаат родено 40 деца со аутизам. Затоа и фондацијата доктор Верица Механџиска изјави всушност за оваа тема и реши да посвети конкретно нели и не само конгресот кој што го имавме, за кој што ќе споделиме со Бранка, туку и една патувачка приказна која што започнува од 13 денот на град Скопје. Така што денес во разговорот имаме почитуваната Бранка Џајкова, проектен менаџер во Џајковска, пардон. Нема да ми замерите, Бранка. Во никој случај. Мала грешка. Во фондацијата доктор Верица Механџиска, фондација која што има меѓу другото и своји активности поврзани со подобрување на квалитетот на животот на ранливи категории, чинам дека и донација од здравствени институции, подршка за деца и социјално загрозени семејства, и благодарение тебе ќе се поврземе секако со нашата Ана Марија Цигњањак, која инаку е мајка на младиот уметник, ќе кажеме денес Филип, кој со своите дела не само што ги украсува можеби некои од нашите изложбени простори, туку покажува дека уметноста вистина може да биде свет помеѓу овие светови полни диверзитет и начин на комуникација без зборови, така што Ана Марија, каде и да е, можеби ќе ни се вклучи, можеби ќе ја гледа Телма телевизија, така што ти благодарам што ни го внесе и тоа можеби како дел од ова издание. Јас ви благодарам на поканата и на можноста да зборуваме денеска за оваа важна тема. Со задоволство. Да, ние и зад камери веќе доста работи или клучни прашања отворивме и тоа е, ќе се сложиш со оглед на тоа што вам вие тоа секојдневие, но еве и ние од време на време се среќаваме со вакви тематики и навистина е огромен пораз за македонската нација и генерално за човештвото, кога во ова денешно време зборуваме за немање регистар во Македонија, зборуваме за огромна бројка на деца кои што го имаат тој аутистичен спектар, а со кои што нели да речам дополнително тие и нивното семејство се среќаваат со бројни предизвици. Можеме еве Бранка пред да зборуваме и за кампањата да малку го подобјасниме оној момент со бројките, со тоа што и Марко пред малку го сподели. Што вели статистиката на светско ниво и какви се, да речам, еве сознанијата за нашата Македонија со оглед на тоа што бројот за жал на вакви дечиња расте, а од друга страна институциите некако глуви да помогнат или да понудат некакви дополнителни решенија за сите. И на дополнување можеби на сите овие, да речам, сектори со поголем број на медицински лица и така натаму. Ти спомена на бројка 1800, некоја да речеме отприлика некоја бројка на новородени деца во, да кажеме, во просек во нашата држава месечно. Ние, како што кажавте, Цеце, немаме своји бројки, свој регистар за да можеме да оперираме тука со конкретни податоци, па се користиме со овие истражувања од странство кои што ни покажува дека некаде 3% од новородените деца се деца со аутизам. И како една проста математика ни кажува дека меѓу 35 и 40 деца месечно во Македонија се раѓаат со нарушување од спектарот на аутизам. Оваа бројка, зголемувањето на оваа бројка од една страна се должи на фактот што сега имаме многу на светско ниво зборува многу по јасна, по прецизна дијагностика. Порано децата со аутизам многу често биле
сврстувани во деца со интелектуална попреченост, кога биле диагностицирани, никогаш биле недиагностицирани. Сега имаме многу попрецизни алатки и може да дојде до диагностика, да, но истовремено има и многу други фактори кои што влијаат и на зголемувањето на бројката, бидејќи во последните 20 години, кога се работи многу на диагностиката на аутизам, се гледа една тенденција од 10 па дури до 20% годишно зголемување на бројот на лица со аутизам, што секако веќе се тие алатки нели воспоставени. Веруваме дека постојат, се истражуваат и на светско ниво причините за тоа, постојат некои показатели, како например аерозагадувањето, кое што е за жал проблем огромен во нашата држава, интоксикација од тешки метали, исто така се покажува како една од причините. Исто присутна кај нас. Исто присутна, понатаму и има и показатели дека и инвитро оплодувањето, како и раѓањето на деца на подоцнежна возраст има влијание врз аутизмот, недостаток на D-витамин. Значи, постојат голем дел на паралелни студии на светско ниво, ние ги следиме, гледаме и се обидуваме нели да извлечеме од тоа искуства и да научиме некои лекции со цел да можеме и тука кај нас да ги пренесеме, но и да зборуваме за овие теми. За жал, ситуацијата ни покажува, како што кажав, тоа е најбрзо растечко развојно нарушување. Навистина, погледите на сите нас треба да се свртат кон оваа тематика за да можеме да ги поддржиме нашите сограѓани, каде што во семејството има лица со аутизам или самите се лица со аутизам да бидат поддржани во системот и во здравствена смисла и во образовна и во секоја друга смисла и при вработување, да бидат поддржани, да можат да бидат. А сега како функционираат работите? Ако имаме едно семејство кое што има детенце со аутистичен спектар, родителите треба да еден од родителите да даде отказ од работа за да може целосно да се посвети. За жал, бројките ни покажуваат државата дава никаква финансиска помош на ние во моментот правевме едно, да речеме, мини истражување во рамките на нашата фондација доктор Верица Механџиска и стигнавме до оние бројки кои што реално и на терен ги познаваме, дека 60% од родителите каде што имаме семејство со аутизам се или само еден вработен или двајцата се невработени родители, заради тоа што грижата за детето паѓа на семејството. Додатоците кои што се на ниво на држава во никој случај не им постојат нели во посебниот додаток и така натаму, но во никој случај тоа не се средства кои што можат на никој веројатно ни 2 дена во месецот да му покријат, а не на семејства каде што имаме лица и деца кои што примаат плюс и суплементарна терапија, се изложени на голем број на дополнителни терапии со специјални едукатори, логопеди и така натаму, кои што за жал се ретко достапни во дефицитарни се и мислам да бесплатно тешко можете да ги добиете, начелно родителите го плаќаат тоа и е дополнително оптеретување на нивниот буџет. Практично вие со Цеце зад камери споменавте дека можеби Цеце е позитивен пример дека во незината градинка кај незините момчиња има можеби нели се уште ставот на родителите. Не, јас зборувам да генерално да и логопедите се клучни можеби за да, порано беше по таа рана возраст. Така, повеќе од градинките, на пример, има и логопеди во рамките на своите градинки. Сега за жал тоа не е случај и не можеме од најмала возраст да се забележи дека постои некакво невроразвојно нарушување за да детето биде нели во една дискусија со родителот биде препратено понатаму да се истражи причината на можеби е некој моментално развојно задоцнување, не мора да значи и е нешто што ќе се надмине, но е важно нели да ги погледнеме овие работи во очи што е можно порано да се интервенира. Верувајте кај аутизмот во рамките на функционалноста огромна улога игра колку раното откривање и веднаш да се започне со стручна работа и терапија може да навистина помогне во зголемувањето на функционалноста и потенцијалот да се искористи на тоа дете. Бранка, кога сме кај рана диагностика, кои се најновите научни, можеби како што велиш, располагате вие и со доста информации и интервенцијски пристапи за рано детектирање и препознавање токму на спектарот на нарушување со аутизам и како тие би можеле да се имплементираат во земјата? Чекор по чекор, бавно по бавно, меѓутоа да речеме, можеби вашата платформа е еден само добар знак за да, видете, во нашата држава мислам дека најклучно нешто за да можеме да имаме рана детекција е матичните лекари да бидат обучени, да можат да го препознаваат аутизмот, затоа што децата најпрво доаѓаат кај матичните лекари, матичните педиатри и доколку тука имаме луѓе кои што се запознаени со карактеристиките и може да
забележат дека имаме некаде некаков развоен проблем, да можат понатака да се испрати детето на иследување во секундарното здравство. За сега тоа е на ниво на родителот. Колку родителот забележи нешто, некои родители, ни верувајте, тоа не е ни за осуда и на секој да му се случи да види дека има некаков предизвик во развојот на неговото дете, првиот инстинкт е да имаме надеж дека нештото ќе се поправи самото од себе и не секој родител веднаш тргнува по институции, по лекари и така натаму, туку некогаш едноставно чекаме, пробуваме да видиме некоја друга варијанта која што може да ни помогне. Затоа е многу важно да имаме матичните лекари кои што се специјалисти и во дискусијата со родителите и се постојано во контакт со нив, да може да ја дадат она прва капсула и да го испратат детето на исследување понатаму, за да имаме можност да имаме повеќе деца кои што од старт ќе се знае за што се работи, да може да се почне со интервенции. Уште една убава надеж е Сина Светулка. Тоа е, повторно ќе кажеме сега, во случајот центар каде што ќе може да се направи, да речеме, да, Сина Светулка е здружение кое што имаат поминато и имаат обуки да може да прават проценка за нарушување од спектарот на аутизам, затоа и фондацијата доктор Верица Механџиска ги одбра за своји партнери во давање на една ваква услуга. Ние покриваме финансиски услугата за да биде бесплатна за родителите, имавме отворен оглас и 66 деца млади за само мал период, така? Да, месец и пол траеше огласот. Се пријавени 66. Така, да, проценката ќе трае во следните некаде 5 месеци. Каде што ќе поминат низ, не е тоа значи кратка проценка на едно гледање па веднаш да детето има аутизам, тука е една проценка која што подразбира поддршка да му се објасни и на семејството што е тоа што се случува, да се објаснат сите потенцијали, да се види што се може, кои се јаките страни на тоа дете, че навистина еден холистички пристап и на поддршка и на проценка која што Здруженијето Сина Светулка ќе го реализира во рамките на следните неколку месеци. Значи се очекува дека да речеме до март месец 2026 секој кој што во моментот не гледа, Сина Светулка е, повторно ќе кажеме, една платформа која што може да го возможи за секој родител. Да. Пред да продолжиме со кампањата и со по градови и по денови каде ќе бидете присутни, ќе го потенцирам моментот кој што пред малку го споменавте, дека раната диагноза многу значи во целата оваа ситуација, заради тоа што ако рано се открие, може многу да се работи и понатаму да се добијат, да се израснат дечиња кои што малтене нема да имаат толкави проблеми понатака во животот. Пример за тоа е Ана Марија Циглењак, така? Која што ќе ја вклучиме во моментов, мајка на младо момче, кој што е вистински уметник и со огромен талент во тој поглед и жена која што накусо колку што ќе можеме во овие минути денеска во утринската на Телма ќе ја сподели приказната со сите вас. Верувам дека и ќе охрабри многу родители, ќе мотивира, а и заедно сме посилни, како велиме, во борбата која што сите ние ја имаме и ја водиме секојдневно. Мислам дека кај неа особено ќе го нотираме поекспресивно изразено родителската посветеност, активизмот и љубовта која не познава пречки, само нови начини изразување и поддршка, бидејќи и денес нејзиниот син Филип има уникатни своји дела кои што ги изложува по разни можеби платформи и наши институции кои што го краса да речеме сега тој простор, така што таа најсодетно ќе сподели можеби за соочувањето и предизвиците во Македонија или патот рековме на аутизмот во Македонија. Ана Марија, добро утро. Добро утро од студиото на Телма. Добро утро и од мене. Секогаш ми е драго што сум дел од утринската програма на Телма, па и во овој случај денеска. Поздрав до сите во студиото. Денеска можеби не сум физички присутна таму, меѓутоа имам огромна чест да разговарам на тема која што мене лично ми представува огромно задоволство, особено од аспект на мотивирање пред се на родителите за што порано прифаќање на состојбата и што порано интервенирање. Ана Марија, може ли да ни ја раскажете накусо вашата приказна во смисла на тоа на која возраст кај вас се случува диагнозата, дали поминавте некаква голгота низ институциите тука, надвор од Македонија, колку беше тежок моментот на себе прифаќање, во смисла дека вие како родители треба да прифатите дека вашето дете има некаква попреченост?
некое отстапување од развојот, така. Тоа е веројатно голем проблем кај многу од семејствата кои што се соочуваат со еден од најголемите проблеми точно. Најтешко е како родител да си признаеш дека нешто не е во ред со твоето дете. Филип е типичен пример во ова општество што значи раната интервенција и што е силата на раната интервенција. Имено, јас како родител бев, како мајка, таа прва што забележа дека детето отстапува од очекуваниот развој. За да на година и 5-6 месеци веќе седна пред дефектолог и добивме начелно некоја слика дека се движиме во спектарот на аутизмот. Значи, зборуваме за период дури кога он не наполнил се уште 2 години, кога веќе решивме ние дека него му треба соодветна стручна поддршка. Може ли да ни кажете само секунда какви симптоми забележавте на таа возраст? Значи, еве да сигурно други родители ќе се за жал беше премногу интензивно на почетокот. Во смисла на не се врти кога ќе го повикаме, не гледа во очи, играта не беше функционална, односно играчките ја губеа својата функција. Да, ако речеме еден автомобил играчка не се вози, туку неговите тркала се вртат или се редат во линија. Сериозни сензорни потешкоти кои што за жал не пратат и не следат и до ден денеска. И во тој контекст веќе јас како родител добив насока дека нешто сериозно отстапува и дека треба рано да се интервенира. За разлика од таа слика што ја имавме тогаш на почетокот и што следеше во некој извесен период понатака, зборуваме за години, сега е значително подобрена ситуацијата. Сега Филип е исто во спектарот на аутизмот, меѓутоа во една повисоко функционална слика. За жал се уште не следат и не можеме да ги победиме сензорните потешкоти, контролата на емоциите и сега како дете, како момче од 12 години им се појавува ето така еден посериозен проблем во социјалната интеракција. Ана Марија, кои се најтешките ситуации, да речеме, нели низ ваша призма со кои што родителите треба да се соочат, можеби некој пат не се споменуваат толку, ајде да кажеме, експресивно и тенденциозно во јавност? Едно од прв, како што и веќе спомнавме, меѓутоа треба, верувам, да му се даде тежина во овој разговор на тој момент. Една од најтешките ситуации е да си признаете дека нешто не е во ред со вашето најмило. Потоа следат прашањата зошто мене, што сгрешив и како сега. И во ред е да се одболува тој момент, затоа што е потребен период на прифаќање. Сега зборувам како родител, не како стручно лице, нели нормално. Меѓутоа, што порано прифатиме дека тоа е фактичката состојба, толку порано ќе можеме да застанеме на ноза и да си одговориме на она прашање каде сега и што ќе правиме сега понатака. Предпоставам дека имало состојби ситуации, предпоставам дека веќе надминато е тоа и во голем дел кај вас, во релацијата со Филип која што имате, меѓутоа како се справувавте, особено можеби на почетоците кога Филип нели стигне до сега свој, како рековме, 11 години, ако не грешам, 12, пардон, кога се чувствувал фрустрирано понекогаш, анксиозно и кои можеби стратегии кои што ги применувавте најотчетно и добро функционираа можеби родител дете, во случајот на Марија како мајка и со својот син Филип? Ние имаме нека особено голема поврзаност на оваа фаза од развојот. Јас доволно е да ме погледне, јас да знам веќе за што станува збор. Стратегија нема. Најголема стратегија е љубовта и трпението. Затоа што ништо, апсолутно ништо не се случува преку ноќ. Потребна е работа и работа. Потребно е вложување, потребно е да станеме свесни дека онаа функционалност што сме имале до сега нема да имаме повеќе. Целата функционалност не само на детето, туку и на семејството се менува во еден поинаков облик тече животот понатака. И со прифаќањето на тој факт и свесноста дека е потребно на вистина многу да се вложува. Не само тие 45 минути, ова секогаш го зборувам и повторно ќе го потенцирам, не само тие 45 минути кога детето е пред стручен работник, логопед, дефектолог или без разлика психолог, туку и во домашни услови да се продолжи и онаа нишка, оној триаголник помеѓу родителот, стручниот работник и нели институциите општо мора да функционира затоа што тоа е во најдобар интерес на детето.
Ана Марија, дали сте во работен однос, целосно се посветивте на детето, како функционирате во тој поглед и колку имате проблем во денешно време со инклузија? На самиот почеток се сочувавме со сериозни животни предизвици, како што кажав, функционалноста на семејството беше значително намалена. Од аспект на тоа што Бранка претходно го кажа, не успеавме институционално да се снајдеме, детето не беше дел од предучилишното воспитување, иако се обидувавме тогаш да биде, меѓутоа не успеавме. Бевме доведени во ситуација нели едниот родител да биде дома, а другиот да биде работно продуктивен, што значи во семејството имаше прилив, финансиски прилив само од една страна, вклучувајќи го и посебниот додаток, нели, што значително ги отежна околностите, особено од аспект на обезбедување на целокупната суплементарна терапија што му е потребна на детето. Тоа беше сериозен предизвик за нашето семејство, зборувам за периодот кога тој не беше згрижен во предучилишното воспитување, кога јас бев таа што свесно ја донесе одлуката дека треба да се промени таа функционалност, тој начин на живот кој што сме го имале до сега, останав дома и се посветив на Филип максимално. Одевме на терапија, дома продолжувавме со работа, добивавме исклучително вредни насоки што треба да правиме дома и со заеднички сили, нели, со мојот сопруг продолжувавме и во домашни услови да ја спроведуваме соодветната терапија. Понатака, кога Филип стана дел од основното, нели, од образовниот процес, тој тргна во основно образование, со помош на образовниот асистент кој што ден денеска го придружува во рамките на образовниот процес, веќе ја добивме некој повисоко ниво на функционалност, сега и двајцата родители сме работно продуктивни, со засновен редовен работен однос. И кога ја забележавте? Се сочуваме, нели, со некои... Како? Слободно продолжете си. Сега па се сочуваме, се сакав да го напоменам на моментот со инклузијата. Добра. Сега па се сочуваме со некои нови моменти од тој аспект. Неспорен е фактот дека во изминатиот период значително се работеше на подигнување на јавната свест. Меѓутоа, еве сведоци сме во изминатиот период, не само кај нас, а има и кај нас, за жал, ситуации, туку и ете по социјалните мрежи, дека се доведуваме во ситуација да можеби и тоа ниво на свесност не е толку големо колку што ние мислиме. И вреди и понатака да не се откажуваме и да продолжиме да работиме од таа насока, затоа што е инклузијата, го зборувам не по дефиниција, туку по лично искуство. Таа не се учи, таа не се носи по закон. Тоа е нешто што доаѓа од срцето. Затоа и наша обврска да зборуваме гласно. Отслика на емпатијата што секој човек треба да има. Да. Ана Марија, само уште едно прашање, кога го забележавте неговиот талент за цртање, за уметност? Филип не знае да црта, меѓутоа знае совршено да слика и да игра со боите, да. Релативно рано доби на подарок, како што неколку пати досега сум напоменала, доби на подарок платно и мали боички и акрилни бои зборувам. И од тоа испадна нешто навистина многу убаво, го бевме свесни, го приметивме тој момент и одлучивме да го поддржиме, затоа што се уште стојам на тоа и секогаш ќе стојам на тој факт дека многу пати се зборува што овие деца не можат, кои се нивните попречености, кои се нивните ограничувања, меѓутоа многу ретко се дава фокус на тоа што тие можат, а можат многу. Со соодветна поддршка, со соодветно насочување, тие можат навистина многу. Ана Марија, само уште нешто со Бранка, со Цецен, зад камери говоревме конкретно дека за жал некои родители лично ги познаваме, некои од нас се соочиле некои пати со можеби тажни сценарии кога на покана, нели, на својот имало роден ден, и такви ситуации, да. Да, на својот роден ден па нема да дојат дечиња и така натаму, буквално како нели оставени сами на себе, дополнително покрај голготата и предизвикот и животната состојба во која што се наоѓате. Особено тоа можеби како мајка да ви направи неверојатна имплозија и неверојатна спектар на тага. Имало ситуации кога Филип бил, така да речеме, елиминиран од друштво и така натаму, како можеби тоа го направивте да го надополните можеби тоа отсуство од другарчиња, од вербална социализација со другарчињата, да се спои.
споменавте сега дека тој социјален момент е малку проблем во ова социјалната интеракција, социјалната комуникација допрва сега на прагот нели на пубертетот е навистина сериозен предизвик за прво за Филип, а потоа и за нас како семејство. Понекогаш можеби не е свесен, меѓутоа јас како мајка сум многу свесна што се случува, иако и он покажува високо ниво на свесност и го болат тие моменти, тоа е многу тажен кога ќе се случат да биде социјално исклучен од одредена ситуација. Понекогаш се прашувам, сега така си велам, сега почнува. Што би правела јас како родител во иднина? Верувајте, еве, сега ќе напоменам еден друг факт. Многу често и на нас родителите ни е потребна помош. Како и на не? нас родителите ни е потребна поддршка, затоа што не секогаш знаеме во одредени ситуации како да се снајдеме. Како да пристапиме за да, прво, ја смириме ситуацијата, а второ да го извлечеме најдоброто, за да тоа не остави, таа социјална исклученост не остави некои подоцнежни последици. За жал, уште од времето кога си игравме на игралиште и во игротеки, па и ден денеска, сме се соочувале со такви ситуации на социјална исклученост. Се уште длабоко, кој што мене лично како родител многу ме повредуваат, а го повредуваат и Филип, затоа што тој е свесен за ситуацијата најчесто. Се прашувам како понатака јас ке можам тоа да го издржам и се прашувам како адекватно да пристапам кон ситуацијата и не знам дали секогаш го правам тоа најдобро, иако се трудам, нели нормално. Само ќе речам дека се надевам дека станува збор за едни лоши исклучоци. Се уште верувам во доброто во општеството и во емпатијата што луѓето може да имаат и да ја рефлектираат кон другите. И се надевам дека во иднина ќе ги има што помалку. Се надевам дека и во иднина ќе има примери, можеби и вие конкретни кои што некој пат ќе ги споделите со нас, а и сте ги споделиле каде системот ве изненадил или пак напротив можеби нели недостасувал во самата поддршка, во барем нели животната приказна кај вас и кај Филип. Многу ви благодариме од се срце, прецина Бранка која што ете со нејзината фондација некако и направивме и се обидовме ова да го екранизираме со конкретен пример, вашата животна приказа да ја споделите, иако многу пати сте го сториле тоа можеби и кај наши колеги. Ви благодарам што днес се вклучивте на оваа тема. Ми беше чест како и секогаш. Ви благодарам големо за вас, за Филип и до семејството. Бранка, вакви ситуации вие секојдневно гледате. Верувам дека и вам ви е тешко нели да се соочите со нечија туѓа реалност која што е секојдневија. Но верувам дека оваа кампања која што ја стартувате и сите тие работи кои што ќе се случуваат низ Македонија ќе им помогнат колку толку, затоа што ви Ана Марија вели како родители нези треба помош. Да, одлично се надоврзуваме на ова што Ана Марија го кажа. Оваа кампања е прво и пред се главно наменета за родителите. Самото име на кампањата Херои во сите бои ни кажува дека и ние заедно сакаме да испратиме на порака на прифаќање, на почитување на правата, на почитување на различностите, на емпатија, на соживот и да можеме да ги видиме, точно како што Ана Марија кажа, сите овие јаки страни кои што секој од нас ги носи. Не само лицата со нарушување спектарот на аутизам, туку секој од нас е различна единка и сите од нас имаме некои јаки страни кои што треба да дојдат до израз. Тоа е ни целта. И низ кампањата имаме технички, ајде да кажеме, две работи кои што сакаме да ги постигнеме. Едната работа е да малце подигнеме јавната свест за нарушувањето од спектарот на аутизам, да ги информираме за некои карактеристики и работи кои што се поврзани со аутизмот. Ви благодариме на вам како на телевизија што ве не поддржувате на овој наш пат, затоа што преку вашите медиуми, вашиот медиум има и национална гледаност. Ја испраќаме заеднички денеска оваа порака и тоа игра огромна улога и затоа сме ви бескрено благодарни. Но и една друга димензија на оваа кампања каде што се обидуваме да некои нови информации, иновации ги донесеме и до родителите. Минатата година, во текот на 2024 година, Фондацијата доктор Верица Мехаджиска организираше еден голем меѓународен конгрес на тема аутизам и АДХД.
И на тој конгрес, тродневен конгрес, слушнавме на вистина многу информации. Имаше инспиративни приказни, имаше говорници од целиот свет кои што споделуваа разни истражувања и информации кои што ги добиваат, но тродневен конгрес во Скопје не е толку достапен за семејствата на каде што имаме дете со аутизам, затоа што тие, како што кажа и Ана Марија, и на дневно ниво никогаш имаат предизвик да можат да не можат да посетуваат работа, затоа што просто имаат обврски со детето и им е предизвик да можат 3 дена да излезат од дома, да дојдат и да ги слушнат сите тие информации. Ние тогаш организиравме и лайвстрим и имавме огромна гледаност на онлайн, но сепак друго е сепак друго е лично да можеме да се видиме и запознаеме, затоа и решивме да овие конгреси ги правиме на 2 години, така да следниот го планираме за 2026 година, а годината измеѓу да ја користиме да овие информации кои што сме ги чуле на првиот конгрес ги пренесеме до градовите. Ќе ги посетиме сите плански региони во државата, барем во еден град, а ќе гледаме доколку има потреба никаде да направиме и повеќе од 8 настани. Бранка, кампањата ќе минува низ повеќе градови. Скопје, Велес, Тетово, Струмица, Штип, Куманово, Битола и Охрид. Во секоја ќе има активности за децата и родителите. Тоа ако добро разбрав, додека родителите се можеби се слушаат, нели, да речеме во текот на овие предавања. Така, затоа што Марко имаме од родителите често, и тоа е факт. Често не е тоа забелешка, приметба, но е реалниот живот, дека не можат да се организираат ни во време на 3 часа, можеби 4 часа додека дојдат на настанот и си отидат. Тие најдобро знаат, така? Да, за да можат да присуствуваат, имаат огромна потреба, затоа овој пат направивме една можеби различен пристап од тоа што се другите настани и по интересот и во сега во пријавувањето за настанот го гледаме интересот и за учество на таа активност. Значи во секој од овие места каде што го реализираме настанот имаме 2 простори во сите од овие хотели, 2 простори, едната просторија каде што ќе се реализира настанот и предавањата кои што се наменети за родителите, но и за сите оние кои што специјални едукатори, психолози, педагози, наставници, матични лекари и така натака кои што сметаат дека оваа тема може да им користи, да им биде интересна, а во придружна просторија нормално во близина во истиот хотел со специјални едукатори реализираме активности за децата, за да и тие си поминат интересни 3 часа исполнети со активности, а и можност за нивните родители да можат слободно да го проследат и да се средоточат можеби на темите и така натаму. Како се подготвени, Бранка, и едукаторите и специјалните простори, можеби конкретно за сите кои што ќе бидат дел за активности на децата и настаните, и 13 е во Скопје? Така е, првиот е во Скопје. Сите се во ноември? Не, 4 ќе бидат во ноември, првиот е во Скопје на 13 ноември, 19 ноември сме во Велес, 24 ноември во Тетово, додека 29 ноември во Струмица. 2 декември ќе бидеме во Штип, исто следната недела ќе биде во Куманово настанот, а настаните за Охрид и Битола се предвидени во првите недели на февруари, за да ги избегнеме оној период на празници и период кога и онака луѓето можеби се во друго расположение или со други обврски. Она што е веќе започнам со овој првиот кој што е во Скопје, секако и најголем, заради тоа што и најголем број од жителите во нашата држава се во Скопје. Идејата ни е секој од овие настани да биде малку различен, така што говорниците ги именуваме и се ротираат, да кажеме, по настаните, за во секој град да имаме малку различна содржина, што би значило дека некој доколку има можност да посети некој друг град е повеќе од добре дојде. Би сакале да ги поканиме сите ваши гледачи кои што имаат интерес во оваа тема да дојдат во Скопје на 13 ноември во хотелот Holiday Inn. Настаните специјално ги направивме да бидат во попладневните часови за оние кои што одат на работа да ги завршат своите работни обврски да дојдат или во саботите. Така што во 15:30 започнува настанот во Скопје, ќе имаме 4 говорници. Професор доктор Силвана Марковска-Симовска ќе зборува за дијагностика и третман на аутизам. Професор доктор Аспазија Софијанова ќе зборува за невролошката матурираност како детерминанта за нарушување во невролошкиот развој на децата. Професор доктор Роберт Јаневски ќе зборува за нови можности за терапија на физиолошки дисбаланс предизвикан од интоксикација од тешки метали.
мали и како е ова поврзано со аутизмот. И доцент доктор Силвана Филипова и магистар Василка Галевска ќе зборуваат за влијанието на раната изложеност на децата на екраните врз нивниот говорно-јазички развој и сензорната интеграција. Така што гледавме различни теми за сите интереси, за сите возрасти, да кажеме на деца, иако остануваме како фондација посветени да испитуваме една тема која што ја зачна и Ана Марија, а тоа е дека многу повеќе сме сите со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме концентрирани на овој прв период и во делот на дијагностика и во делот на рана терапија и прва терапија, додека се уште дури на ниво на експерти во државата немаме многу кои што ги покриваат темите од пубертет, и други важни теми кои се поврзани пак со непоадолесцентски дел од развојот, но ние како фондација ќе продолжиме да истражуваме доколку не можеме да најдеме во нашата држава, ќе се обидеме да најдеме во странство некои кои што на следниот конгрес ќе ги покријат и овие теми. Најважно е дека изборите завршија. Јас се надам дека можеби на овој начин ова што вашето излегување, Бранка, со Ана Марија како родител ќе ги поттикне можеби или локалните власти и образовните институции и самите здравствени можеби служби да воспостават подобар ред или системска поддршка за спектарот на нарушување на аутизмот. Оно што би сакал да го нотираме е дека фондацијата работи на други полиња, односно надополнувајќи се тоа приказна, многу би сакал да го фондацијата има многу широко поле на действување. Технички во никако нашата мисија се сите ранливи категории. Посветеноста на аутизмот дојде од потребата. Вие на почетокот ги кажавте бројките и тоа беше причината зашто се одлучивме да речеме дека 70% од нашите активности ќе бидат посветени на оваа тематика, затоа што гледаме дека имаме огромна и системска дупка и проблем во предизвици кои што им се појавуваат на огромен број на семејства, а немаме начин како да ги решиме, па се обидуваме ние со сите наши можности и ресурси да таа дупка некако пополниме и да се поставиме како вистински партнер на овие семејства, но и поддржуваме и сите други ранливи категории на граѓани, имаме активности од други полиња. Чисто само ќе споменам нешто во последните 3 месеци што сме реализирале. Во последните 3 месеци опремивме сензорно ресурсна просторија во Кочани, во Здруженијето Рубико. Понатаму соработувавме доста посветено со Центарот за рехабилитација на патологијата на вербалната комуникација, каде што се донираше и еден навистина модерен апарат, последен крик на работа и поддршка на како дополнителна терапија за лицата со аутизам, кој што исклучително помага и во подобрување на комуникацијските вештини, намалување на оние ригидни образци на однесување и на социјалната интеракција и на сензорната интеграција и така натаму. Така што ова е еден чекор, еден дополнителен, да кажем, една иновација која што се донесе во нашата држава. Ова е прв апарат од таков тип. Понатаму во истиот центар, буквално деновива планираме да ги отвориме и ги опремивме целосно 2 кабинети за рана интервенција, така што тоа ќе биде првото место каде што родителите ќе можат да дојдат. Работиме и со детската клиника, ќе работиме на реновирање на просториите во мајчин дом, кои што сега се доделени за баш ќе бидат наменети за лица со аутизам, но ќе најавам дека следната година имаме и други категории на граѓани кои што ние с нашите активности планираме да ги поддржиме. Тоа што ние би сакале како фондација да испратиме како порака на граѓаните е дека ние навистина се обидуваме да дадеме поддршка, да бидеме рамо до рамо со граѓаните. Јас првиот пат кога се запознав со Ана Марија Цеглењак-Симуновска, она раскажуваше за своето искуство кога сама стоела пред општинската зграда во својата општина да се бори за правата на своите деца и тогаш и кажав и на низи, тоа би сакала да го испратам како порака до сите граѓани, ние како фондација стоиме со вас. Да не стоите сами, ете барем ние едни ќе стоиме со вас и ќе се обидеме заедно со вас да ги овие битки да ги војуваме. Кога можеме финансиски да ги поддржиме некои иницијативи, тоа секогаш ќе го направиме, но ако ништо друго со нашето срце, со нашата волја, со нашата енергија ќе бидеме тука, да. И само уште нешто, дали постојат специфични области? Скопје дефинитивно, нели да речеме, нели главното централно јадро поради обемноста на популацијата во Македонија, кои што би можеле да бидат можеби и водечки во истражувањето конкретно и поддршката на нарушување на спектарот на аутизам. Има некој, да речем, град кој што баш
би бил Јас од моето искуство би рекла дека инклузијата е многу напред во општина Команово, што е резултат на години општинска посветеност, но и резултат на многу активни здруженија. Таму се наоѓа Здруженијето Инклузива, со кој што ние како фондација планираме да соработуваме во текот на следната година, кои што се исклучително активни во застапување за правата на лицата со попреченост и застапување за инклузијата, така што никогаш ете и лични примери и лична активност на едно здружение, поддршка од општината, една, ајде да кажеме, таква клима прави голема разлика, така што тоа е модел кој што би сакале да го гледаме и сите градови, да ние сите можеме како организации, невладени организации, фондации така натаму, да ја ајде да кажеме бајпасираме некои можеби проблеми кои што се случуваат, да се застапуваме, да воспоставуваме локални практики кои што ќе бидат успешни. Многу убаво излагање, како и секој пат, достоинствено и мислам дека ја донесовме темата, благодарение тебе, можеби со фондацијата и Ана Марија, како што кажавме, беше само клучна алка можеби на дополнување на оваа приказна за родител кој што го сподели искуството и го живее патот, да. Благодарам уште еднаш многу на поканата. Ќе бидеме конзистентни секако и во она што ќе го реализирате и следната година, а можеме и да се договориме веднаш по празничниот период како помина можеби кампањата ви. Со задоволство. Благодариме, Бранка.